Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате книгата Джихад, правилен исламски концепт. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад. صلي على نبينا صلي على محمد. Во името на Аллах, милостивиот со милосен. Джихад, правилен исламски концепт. Концептот на джихад во исламот од неодамна стана предмет на голема полемика. Основачот на Ахмадија муслиманскиот джемаат, Хазрети Мирза Гулам Ахмад од Кадијана, пред повеќе од 100 години јасно изнел дека според учењето на честниот Куран и честниот пратеник, Аллахов мир и благослов на него, користењето на сила потполно е забрането во поглед на верата. Во оваа брошура представуваме неколку извадоци од неговите пишувања. Исламот е пропагиран преку своите својствени одлики. Ниту еден вистински муслиман никогаш не верувал дека исламот треба да се шири со сабја. Исламот секогаш бил пропагиран преку своите својствени одлики. Оние кои себе се нарекуваат муслимани, а настојуваат исламот да го шират со посредство на мечот, силата, не се свесни дека нивната својствена одлика и нивното однесување личи на однесувањето на дивите зверови. Честниот Куран јасно ја забранува употребата на сила за ширење на верата и заповеда нејзино пропагирање преку својствените одлуки и добриот пример на муслиманите. Немојте да бидете заведени со ставот дека на муслиманите во почетокот им било наредено да се фатат за оружјето. Тоа оружје не било кренато за ширење на верата, туку заради самоодбрана од непријателите на исламот со цел за воспоставување на мир и сигурност. Целта на неговото кревање не била во тоа да се користи принуда во работите на верата. Ветениот Месија нема со сабја да се бори со неверниците. Вообичаеното учење, кое го проповедаат некои од верските водачи, дека ветениот Месија ќе се симне од небото, дека ќе се бори против неверниците, дека нема да ја прифати джизијата, такса која ја плаќаат немуслиманите, и дека ќе понуди единствен избор, смрт или ислам, потполно е погрешно. Ова учење е преполно со секакви видови на грешки и конфузии и потполно е спротивно на честниот Куран, и тоа е само изум на измамниците. Концепт на джихадот. Јас веќе напишав книги на урду, персиски и арапски јазик, во кои докажав дека популарното сваќање на джихадот, кое преовладува меѓу муслиманите, како што се очекувањата на крвожедниот имам и мислата на зли намери кон другите, не се ништо друго, туку погрешни учења, кои ги поддржуваат кратковидите верски водачи. Исламот, напротив, не дозволува употреба на оружје во религијата, освен во случаи на одбрамбени војни, војни започнати за да се казни зулумкјарот, крв за крв, или оние војни чија намера е да се воспостави слобода, да се скрши власта на оние кои ги убиваат оние кои го прифаќаат исламот. Потреба од одбрамбена војна станува само тогаш кога агресијата се заканува да загрози нечиј живот. Освен овие три вида на джихад, одобрени од шеријатот, исламскиот закон, нема друг вид на војна која од исламот е одобрена во прилог на религијата. قد نوروا وجه الورى بضيائي إني أرى سحب الرسول جميعهم إني أرى. За да го истакнам поимот джихад, платив голема цена и ги поделив книгите во оваа земја, потоа во Арабија, Сирија, Курасан и така натаму. Исламот не одобрува да земеме оружје како бунтовници. Исто така е важно да се запомни дека Исламот одобрува подигање на оружје само како отпор на оние кои први го дигнат
и одобрува убивање, само на оние кои први започнат со убивање. Исламот не пропишува муслиманите, кои се подредени на немуслимански владетел, кој кон нив се однесува со правда и еднаквост, дека тие треба да подигнат оружје против него, како бунтовници. Според честниот Куран, ова е патот на лошите, а не на праведните. Ветениот Месија дојде да ја заврши војната. Учењето на джихадот, како што го сваќаат и пропагираат муслиманските верски водачи на ова доба, кои се нарекуваат маулави, потполно се неточни. Тоа не може да води кон ништо друго, освен кон тоа што тие со своето продорно проповедање, обичните луѓе ќе ги претворат во диви зверови и ќе ги лишат од сите доблести на човечките суштества, и така и се случило. Јас со сигурност знам дека товарот на гревовите, на оние луѓе кои извршуваат убиства, од незнаење или поради вакви проповедања, и кои не ја знаат причината зошто Исламот морал да води битки во своите рани стадиуми, лежи на вратовите на оние маулваси, кои и понатаму трајно ги пропагираат овие опасни учења, кои како последица имаат толку страшен губиток на животи. Напишано е дека кога ќе се појави ветениот Месија, джихадот и сите војни со оружје заради религијата ќе бидат завршени, бидејќи тој нема да подигне меч или било какво друго земско оружје. Негово единствено средство ќе бидат молитвите и негово единствено оружје ќе биде неговата цврста одлучност. Тој ќе го положи темелот на мирот и заедно ќе ги собере и козата и лавот. Неговото доба ќе биде доба на мирот, на добрината и на човечките симпатии. Зошто овие луѓе не размислат за фактот дека пред 1300 години честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем во врска со ветениот Месија рекол: тој ќе ја заврши војната. Ахмадија муслимански джемаат, светски раширена заедница, е основана во 1889 година. Нејзиниот основач Хазрети Мирза Гулам Ахмад од Кадијана, Индија, тврдел дека бил ветениот реформатор, на чие доаѓање под различни имиња и титули чекале приврзаници на различни религии. Под Божјо водство, Хазрети Мирза Гулам Ахмад направил револуционерно откритие дека треба да се појави само еден ваков реформатор, чија мисија ќе треба конечно да го доведе човештвото под закрилата на една универзална религија. Покрај тоа, тврдел дека ветениот Месија, кој требало да се појави, не е во независно својство, туку е подреден на честниот пратеник на Исламот, Хазрети Мухамед Мустафа, саллаллаху алейхи веселем, најавил дека неговото доаѓање конечно ќе го зацрта златното доба на една универзална религија, за која човештвото со векови сонувало и копнеело. Пријатели, напуштете ги сега мислите за джихадското војување. Сега е забрането да се оди во војна во името на верата. Месијата, правиот предводник на верата, дошол. Сега е крај на сите војни, на насилство за верата. Божјото светло сега ќе се спушти од небесата. Напразно е сега да се дава проглас за борба и војување. Мухаммед, саллаллаху алейхи веселем, избраниот пратеник, јасно тврдел: кога ќе се случи второто доаѓање на Иса, тој ќе го сопре војувањето. Драги мои, начинот да и помогнете на верата е сосема поинаков. Не да го извадите мечот ако некој не се согласува, зошто треба да замавнете со мечот за да и помогнете на својата вера. Она што преживува на крв не може да биде вера. إن السحابة كلهم كذكائي قد نوروا وجه الورى بضيائي قد نوروا وجه الورى بضيائي قد نوروا وجه الورى بضيائي. Книгата Джихад, правилен исламски концепт, е завршена. Еселаму алейкум.